Владата им отвора врата за работа на речиси 3000 млади во регионот. Станува збор за ослободување што државата ги нуди за работодавачите доколку вработат лица не постари од 29 години. Се даваат субвенции во висина од 13.000 денари на секој работодавец во наредните 6 месеци со обврска да ги задржи минимум 12 месеци, значи вкупно 18 месеци минимум кај што работодавецот треба да го задржи лицето на работа. Ова за младите е надеж дека до работа ќе дојдат полесно. Завршив економски факултет пред година и пол. Очекувам дека со новите мерки од владата за вработување полесно ќе најдам работа. Невработените на субвенциите од државата гледаат како на шанса за работа и екзистенција, работодавачите како на можност за намалување на трошоците. Стимул за работодавците, особено за нас што сме во микробизнисите, малите предпријатија, значи да ни се помогне сега во ова тешка ситуација со рецесија, со светска криза, како би можеле да го зголеми производството и со основни средства и со луѓе. Инаку во регионот најновата државна мерка најмногу надеж за работа му носи на Кочани, каде вработување чекаат 756 млади до 29 години. Со овој проект мислиме дека состојбата на младите ќе се подобри, ќе има повише вработување, така да сите млади треба да бидат вработени. Меѓутоа, треба перспектива за живот, треба најнормална работа. Во останатите општини во регионот, состојбата со невработени до 29 години е следна: Штип 690, Берово 415, Пробиштип 395, Делчево 361 и Виница 173 невработени.